Почитувани медиуми, денес се наоѓаме во општина Ново село. Согласно активностите на ВМРО ДПМН, сме во целодневна посета на општина Ново село и посета на неколку населени места во општина Ново село. Она што може да го потенцираме од оваа посета е дека граѓаните се тотално разочарани од криминалната власт на Зоран Заев во секој сектор на општеството. Дали станува збор за здравството, дали станува збор за економските политики, дали станува збор за националните интереси, дали станува земјоделството како сектор кој што е најзастапен во ова населено место, можеме да констатираме дека во ниту еден сегмент нема движење во позитивна насока. Гледаме дека во општина Ново село локалната власт ја интересира само луксус и користење на поволностите кои што ги дава оваа институција. Гледаме дека ги интересираат купување на нови возила, изградба на административна зграда, додека потребите на граѓаните кои што го дадоа својот глас за избор на градоначалник остана само на едно големо ветување. Нема инфраструктура, нема задоволување на основните потреби на граѓаните. Нема нови канализациони системи, нема нови училишта, нема нови улица. Едноставно, локалната власт ја интересира само користење на поволностите. Исто така мора да се потенцира дека граѓаните може да направат споредба со она што беше претходно и она што е денес. Може да направат споредба дека денесната локална самоуправа интересираат само шверц, манипулации, местење на тендери и искористување на народните пари за сопствени потреби. Мито тоа е една карактеристика за Зоран Заев и неговата група која што е околу него. Се наоѓаме во земјоделски крај, каде што во разговор со луѓето се присетивме дека изминатата 2018 година, меѓутоа и овие 2 години како што СДСМ е на власт, имаме тотален колапс на земјоделството. Земјоделците се клекнати на колена. Минатата година немаше ниту еден сегмент во земјоделскиот сектор кој што имаше напредок. Напротив, имаше протести, имаше фрлање на плодот по улиците, по каналите, по буниците. Едноставно, Министерството и Зоран Заев, кој што ветува живо за земјоделците, не направија ништо. Граѓаните може да направат споредба што значеше владењето на ВМРО ДПМН и што значи владењето на СДСМ. Овдека живеат честни луѓе, кои што си ја сакаат Република Македонија, кои што можат да направат разлика пред и потоа. Овдека има честни луѓе кои што заслужуваат локална самоуправа која што ќе работи за задоволување на нивните потреби. Наредниот период ќе се случуваат два изборни процеса во Ново село. Една е за локална самоуправа, избор на градоначалник, а вториот процес е избор на идниот председател на Република Македонија. Поддршката ја добиваме и е неминовна и е огромна од жителите на ова населено место. Тие сакаат да стават крај на криминалното владење на Зоран Заев и локалната самоуправа во општина Ново село. Затоа што Ново село заслужува подобри услови за живот. Ново село заслужува нови улици, нови градинки, нови училишта, нови канализациони системи, нова инфраструктура и подобар живот за сите граѓани. Овој револт кој што го има кон владењето на Зоран Заев и неговата криминално непотистичка структура ќе доживее крах на наредните избори кои што не очекуваат наредниот период. ВМРО ДПМН има и потенцијал и кадровски кој што ќе одговори на барањата и очекувањата на жителите на општина Ново село, но и во цела Република Македонија. Сакаме да порачаме дека ВМРО ДПМН со своите кадровски способности во наредниот период ќе понуди многу решенија за подобар живот во општина Ново село, за подобри услови, за да ги вратиме и луѓето повторно да живеат во општина Ново село. Од тука, после оваа изјава, продолжуваме во неколку населени места, каде што ќе разговараме, ќе продолжиме да разговараме и понатака директно со граѓаните. ВМРО ДПМН била народна партија, така и ќе остане. Нашиот легитимитет, нашата сила, нашата енергија, нашата визија за подобра Македонија, за подобро Ново село, ќе црпаме од директните контакти со граѓаните. Во сите населени места, согласни и агендите кои што ги имаме како партија, наредниот период ќе ги посетиме сите населени места, сите села, сите градови. Така беше и во минатото, така ќе продолжи во наредниот период. ВМРО ДПМН, дали е на власт или е во опозиција, е секогаш достапна за сите граѓани, бидејќи граѓаните знаат најдобро како е да се соработува со ВМРО ДПМН, за да се донесат
правилни решенија, да се донесат правилни проекти кои што ќе значат подобри услови за живот. Ви благодарам.